Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во октомври се зголемени за 467 денари во споредба со септември, покажуваат податоците што ќе објави Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметките на ССМ, синдикалната минимална кошница за октомври изнесува 65.544 динари, во споредба со септември изнесуваше 65.077 динари и е зголемена за 467 динари. Најзначаен пораст е забележан кај трошоците за храна и пијалаци, кои во октомври изнесуваат 23.772 динари, што е зголемување од 378 динари во однос на септември. Доколку во пресметката се вклучи изнајмување на стан со површина од 60 квадратни метри, вкупната вредност на кошницата изнесува 80.919 динари. Од ноќеска на полноќ за по 1 денар од литар се намалуваат цените на дизел горивото и маслото за горење и нивните максимални малопродажни цени ќе изнесуваат 67 денари за 1 литар евродизел и 66,5 денари за литар масло за горење. Цените на бензините не се менуваат и остануваат на 74 денари за литар Евросупер 95 и 75 денари за литар Евросупер 98. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,614 денари за килограм и тој ќе чини 36,47 денари за килограм. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување во просек кај бензините за 1,270%, кај дизелот за 3,247%, кај екстралесното масло за 3,963%, кај мазутот намалувањето е за 3,144%. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,546%, се вели во соопштението од Регулаторната комисија за енергетика. Специјалниот пратеник на Трамп за Блискиот Исток Стив Витков рече дека верува од трошоците за обнова и реконструкција на појасот Газа ќе бидат околу 50 милиарди долари. Проценките се околу 50 милиарди долари. Може да биде малку помалку, може да биде малку повеќе. Лично не мислам дека тоа се многу пари за регионот, изјави тој. Обединетите нации проценуваат дека се потребни околу 70 милиарди долари за обнова на Газа по 2 години војна. Постојат ветувачки рани знаци за потенцијални донатори за обнова од арапските држави, европските земји и Соединетите американски држави, соопшти програмата за развој на Обединетите нации. САД беа убедливо најголемиот снабдувач на оружје за Израел за време на војната, помагајќи да се поттикнат интензивните напади низ појасот Газа, но некои европски земји, вклучително и Германија, исто така одобрија значителен извоз на воена опрема за Израел. Пратеникот на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Витков и зетот на Трамп, Джаред Кушнер, пристигнаа во Израел. По месеци отпор, Милорад Додик конечно призна дека повеќе не е претседател на Република Српска и се откажа од директните обиди за соборување на уставниот поредок на Босна и Херцеговина, а во позадина може да има нов пристап на американската дипломатија кон земјата. Во саботата по еднодневна дебата, парламентот усвои одлука со која ја назначи Ана Тришиќ Бабиќ, долгогодишна советничка и лојална соработничка на Додик, завршител на должноста председател до изборите на 23 ноември. Во исто време парламентот поништи 6 закони донесени во декември 2024 година, кои потоа де факто се обидоа да го реализираат отцепувањето на Република Српска со закана меѓу другото за употреба на сила. Овие закони претходно беа поништени од Уставниот суд на Босна и Херцеговина и никој никогаш не се обидел да ги спроведе, а формалната одлука за нивно поништување е само потврда колку беа бесмислени, но и опасни. Стеј департментот го поздрави овој чекор како придонес за зачувување на стабилноста на Босна и Херцеговина. Ова ќе го отвори патот за конструктивно партнерство со Соединетите американски држави, врз основа на заеднички интереси, економски потенцијал и заеднички просперитет, смета Стеј департментот. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во крајните јужни и источни делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ке дува умерен ветер од јужен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.
Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, следува период на променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен јужен ветер. Среда ќе има локални врнежи од дожд, а од четврток дневната температура ќе биде во пораст, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.